вечер во Топ тема. По многу тактизирања и одлагања, конечно е постигнат договор изборите да се одржат на 15 јули. Останува председателот на државата Стево Пендаровски утре да ја продолжи во редната состојба и да почнат подготовките за спроведување на изборите. Што ќе донесе овој предизборен период за избори кои ќе се разликуваат од сите досегашни, затоа што ќе се одржуваат 3 дена, среда недела, среда лето и за време на пандемијата со COVID-19. За сите овие предизвици вечерва дебатирам со моите гости Имер Селмани, поранешен министер за здравство и поранешен председателски кандидат. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро вечер. И Александар Даштевски, професор и поранешен член на Државната изборна комисија. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Господине Имери, конечно имаме термин за избори, но дури дојдовме до него, помина многу денови, многу тактизирања, драматични средби, без договори. Зошто беше тоа потребно? Воопшто не беше потребно. Предпоставам дека само на преговарачите или договарачите кои што, за наша среќа како граѓани, конечно се договорија, имале некоја причина или мотив да дебатират, да одолговлекуваат и да внесат малку страв или малку повеќе страв во јавноста дека освен здравствена криза, економска криза, која што помалку или повеќе исто така ни тропа на вратата, ќе имаме и политичка криза. За среќа, барем за сега, изгледа дека политичка криза нема да имаме, дека ќе имаме, известно е дека ќе имаме избори на 15 наредниот месец и дека политичките чинители кои што учествуваат во ова трка веќе дадоа начелна согласност и посекуваме најдобро сценарио, а тоа е да навистина имаме избори, да се одвиват онака како што надлежните здравствени власти согласно протоколите кои што ќе бидат промовирани се спроведат, резултати да бидат прифатливи и да добиеме демократски институции, значи пред се зборувам сега парламент, кој што ќе има капацитет и демократско уставно право да предлага и да бира влада кој што понатаму богами ќе има доста тешка задача, не само со COVID-19 да продолжи да се справува, туку да се справува и со сите последици пред се економски, меѓутоа и социјални, образовни и така натаму. Дали ќе беше возможен договорот, ќе се договораа ли Мицкоски заев практично тие се договара, доколку не се вмешаше меѓународната заедница? Последната вест од Брисел е дека и високиот представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Джозеф Борел го поздрави постигнатиот договор меѓу политичките партии. Се надевам на кредибилни избори дека земјата ќе продолжи да се движи напред по европскиот пат, објави Борел на Твитер. Ке се договораа ли? Кој да се мешал, кој да посредувал, имал лесна рака. И за среќа се успеа брзо, да кажеме, после тие јаки позиции. Имаме избори на 5, 8, дефинитивно немаме избори, не можеме да имаме на 5 или на 8. Иако мене зачудувачки ми беше така интересна пресконференцијата на председателот на ВМРО ДПМН, додека елаборираше и кога во одреден момент кажа да, ние веќе би прифатиле избори на 15 јули, така ми падна камен некако од срцето, викам па што чумо за 5-6 дена сигурно дека ќе се договорат и за така беше цело време па не се договара за 5-6 дена. Па немавме, јас мислам дека немавме датум контра предлог од ВМРО барем до вчера. Датум вака со уши мои немам слушнато, освен чекање на некој време каде што ќе се смири епидемијата, да имаме помал број на новозаразени и така натаму, кое што очигледно е доста непредвидливо, не за наша држава. Непредвидливо е веќе за целиот свет, затоа што сите прогнози кои што беа таму на почетокот на епидемијата, дека ќе заврши со мај, дека летното време, високата температура, УВ зраците ќе го уништат вирусот, очигледно не се остваруваат и едноставно ние
односно стручњаците, Светската здравствена организација и врвните епидемиолози, прогнозите не успеа да се исполнат, така што све што е да се прогнозира е малку неблагодарно сега, туку треба да се Подобро да се чека, действува побрзо, треба да се отколку да чека се- значи треба да се внимава со тоа што ни стои на располагање, односно треба да ги менаџираме ресурсите кои што ни стојат на располагање, инструкциите и препораките на здравствените власти. Фала Богу што ние сме од тие држави кои што успеавме првиот бран Да, на вториот бран, подобро... да не ги затвориме, односно да не ги пребукираме здравствени установи, тоа ќе беше многу лоша гледка и ситуација. Меѓутоа, ние сме балканци и нашиот темперамент очигледно да славиме, да се љубиме, да се дружиме, еве не доведе до ситуација да последните 10 дена имаме од 100 до 200 ново заразни. И болниците се токму пред таква Скоро пред исполнување на опасност. капацитетите, да. Да се вратиме на политичките лидери. Господине Даштевски, беа ли лидерските суети поголеми од интересот на граѓаните? Па јас не се согласувам дека било така среќата, туку дека сепак и сите овие фактори што ги рековте, дека помогнаа да се усогласат ставовите. Прво излезе, ако се сеќавате, американската амбасадорка Кейт Бърнс и рече дека треба да се договорат за датум кој е важен и за здравјето на граѓаните, значи да не се брза, а да се договори датум, па потоа еврокомесарот Вахрели кој рече дека треба да бидат инхерентни, значи не може без консенсус. Инклузивни сите партии Инклузивни, да не инхерентни, бойкотираат. без консенсус не може. Значи тоа помогна многу, вие се сеќавате сега малку од другата страна, бидејќи било, затоа велам дека е политички мотивирано, било испланирано, нели се делеа помоши, знаеме тоа, нели, компири, масло и така натаму, и било испланирано да се одржат кон крајот на јуни, затоа што нели и пола партија веќе е во карантини, да се надеваме дека се ќе биде добро по здравјето и ќе излезат, да не ги броиме сега кои се све во карантина од владеачката коалиција. Значи почна предвремена кампања спротивно на членот 8а од изборниот законник и поради тоа се инсистираше да бидат во јуни. Да беше кампања, сум сигурна дека Државната изборна комисија ќе реагираше, но такво нешто па, нема. Сега има преговори, уште не се одлучувало по преговорите, има и од левица и од А околу непочитување на здравствените протоколи, што половина сакав да кажам, условно го ставија во карантин, само што сакав да кажам, а и лидерот на ВМРО од ДПМН се покажа како непочитувач, нели, на... Значи, според мене, оваа одлука на Комисијата за здравство, од која видовме како вие новинарите, односно сите новинари побараа оставка, Новинарите, кои новинари побарале оставка? Новинари кога бараа оставка од Караджовски, кој рече куче сум, нема да дадам оставка. Јас не знам дека никој побарал оставка. Побараа сите новинари на пресконференција. Никој не побара оставка од Караджовски. Од комисијата, меѓутоа, оставка не треба да се бара. Оставка треба да се даде. ВМРО, ДПМН, никој не побара. Треба да се даде оставка, зашто ако не ви успел, прво, сите очекувавме, добро знаеме тоа, да не се лажеме, дека ќе ги ублажат мерките. И поради мене овој пик толку силен и ние станавме број 1 земја во Европа и 4-та во свет по број на заболени и број на починати лица. Значи 4-та во свет, тоа е само затоа што сите очекувавме дента кога требаше да се ослободат мерките, ослободување, попуштање на мерките, а не целосно укинување. Тоа никој не може да ме убеди дека не е политички мотивирано, затоа што се бара избори прв пат, ако се сеќавате, на 14 јуни. Тоа не се случи па на 21 јуни, па на 28 јуни, па на 5 јули, па на 8 јули и сега на 15 јули. Значи тоа ме потсеќа на онаа поговорка и како уште од средна школа сум се потсетувал зошто е таа толку битна, хик родус, хик салта. Или да не ја раскажуваме приказната за Родос и за Крит, да кажеме на српски тоа се вика прво скокни, па после каже оп. Значи, постојано, перманентно лидерот на поранешниот премиер повторуваше. Како ве разбирам, ВМРО ДПМН одбиваше датум, не одбиваше, ВМРО ДПМН цело време предлагаше ова што го предлага Вахрели, да се направи некоја заедничка, да кажеме,
комисијата, целата комисија дала оставка, не дала, таа е политички мотивирана. Има Каква комисија врхи комисија дала предлагал? оставка? Комисија за заразни болести што ја води Врхи- целата пандемија. Не, он предлага соработка помеѓу партиите. Помеѓу партиите, за да Помеѓу се партиите. договорат Па да имаше ли таква избори. соработка? Сега ни ги мешате малку. Ама сакам да кажам, треба ли, имаше експерти кои не мора да се имаше аспекти и од другата страна што не се во таа комисија. Значи, требаше луѓе што ќе предложат реални мерки за да се смали бројката реално. Не. на заболени дозволиме и- да ви реплицирам, ќе се вратиме на Не датумот. прецизирам, јас си кажувам моје мислење. Не, Јас бидејќи- прецизирам. Туку кажувам моје мислење во смисла дека ако не беше тоа, ако беа вистински мерките, а не да се опуштиме, нема веќе ништо, тогаш ќе беше друга ситуација и со ковидот и со изборите, можеби ќе се створеа Ќе се услови. одржаа Меѓутоа во во секој случај требаше поголема соработка, а не таква само бендисаност во редовите на власта, која допринесе до ова што сега се случува и поради тоа мораше да се замеша и меѓународната и на крај реков хик родус хик салта се прифати кој го предложи датумот. Вчера го предложи лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Вчера велеше поранешниот премиер Заев дека нема да биде или 8 ќе биде и до 12, нема до 15, не попушта. Да, Денеска кажа дека попушта. Тоа е за мене и претерано и несериозно, а и не е добро за здравјето на граѓаните. Значи, не Затоа требаше што, да попушти. Замислете сега, вчера беше 14. Замислете вчера да се одржаа изборите. Што ќе се ајде, вчера да. беше прику само да Да, докажам. да, 200 дозволиме. заразени, 10 мртви. Вчера беше. Требаше да се одржат изборите. И затоа се битни овие, Не, како се ова викаат. дефинитивно никој не го предвидуваше. Дебатираме и тука кои се причините за овој Добре, ама втор сакам бран. да кажам, премногу рано е поради Господин тоа. Оцелмани, па имам едно прашање за вас Значи, во овој прво контекст. околу датума на изборите, да не забораваме дека изборниот процес е започнат веќе. Значи, 12 април требаше да имаме ние избори. Јас тоа Заради цело време прогласување Да. на воредната ситуација, 2 пати по месец дена, ние имавме одлагање од тие 60 дена, односно прекин на изборниот процес на 22 дена пред гласањето. И сите лицитирања со датум, 5 или не знам кој датум, беа од причина што имавме 2 пати по еден месец воредна ситуација која што го замрзна изборниот процес, па имавме уште 14 дополнителни дена и едноставно датумите не беа фрлени од ракав, туку доаѓа согласно месеците, односно деновите кои што беа со објавување на воредната ситуација. Месец плюс 14 дена. И сега, за да се усогласи тој датум 15, пак треба неколку дена да се прогласи пак воредна ситуација, за да се донесе и законот, односно уредбата со законска сила и да се исполни тој критериум 22 дена или 20 на дена после завршување на воредната ситуација. Така што датумите беа поврзани и се поврзани исклучиво со прогласување на воредна ситуација. Никако, значи, не со лицитирање со нови датуми. Значи, нема преговарање и немаше преговарање сега за нови датуми. Туку ситуацијата нас ни наметна тој процес државата да ја прекине и да ја продолжи во време кога почнува да течат нормалните рокови. Тоа е едниот момент. Вториот момент, зашто имаме сега? Сега имаме повеќе него што на 5 јуни, да кажеме, бисме кога би гласали или да гласавме само со 2 месеци воредна ситуација, тогаш имавме помал број на новозаразени. Сега имаме поголем број на новозаразени. 15 јули никој од денеска не може да ви гарантира колку ќе имаме тогаш новозаразени. Ќе зависи во голема мера од нас. Колку ние ќе ги почитуваме мерките на дистанца, на носење на маски, на дезинфекција и така натаму. Меѓутоа, нема пак толку да зависи од мерките што ќе ги објави Комисијата за заразни болести, односно што ќе ги предлага до владата ќе ги усвои и така натаму, затоа што едноставно тие мерки се светски. Значи, тие протоколи се стандардни и Комисијата за заразни болести воопшто не е партизирана и политизирана. Таму се стручњаци кои што
Самиот Караджовски каже, јас можев само да ви потврдам дека јас сум бил едно време 2 и нешто години министер, горе-доле тие луѓе биле во состав на таа комисија. Значи, тие се експерти кои што ние ги имаме и следен министер кој што ќе дојде било кој, пак тие луѓе ќе ги ангажира во таа комисија за заразни болести. Така што комисијата е добра. Ние овој период за наша несреќа како држава имавме техничка влада која што внатре имаше и власт и опозиција и која што видовме дека во одредени моменти знае една на друга, МВР на здравство, здравство може би на МВР, да направи такви сопки што на крајот нема да дојде до целосно почитување на мерките и препораките од страна на државната комисија. Тоа беше најголемиот хендикеп, неспроведувањето на мерките кои што ние може би не беше лесно тока убаво во нашата држава. Имавме навистина полициски час, навечер не се движевме, меѓутоа преку ден имавме ние слободно движење, кое што го немаше Косово, го немаше Албанија, а богами и многу други држави и во Западна Европа едноставно луѓето може да излегува само со еден час надвор, да си купат набирници и да се враќат пак назад. Значи, добро, тоа не е сега друга дебата што е подобро, дали е целосен карантин или не. Тоа е друга дебата, меѓутоа не треба да се фрла вината врз комисијата, затоа што комисијата се заврши и си ја врши добра работата. Ако треба да окривуваме, треба да се окривуваме во делот на неспроведувањето на мерките. Од донесување до спроведување, па и казнување, зашто да не. Значи, ние имавме ситуација кога пред месец дена на големо се опуштивме како луѓе и тогаш почна вториот бран да ни се појавува на новозаразени. Меѓутоа, да оставиме тоа на страна. Да, меѓутоа и отстапките кон верските лидери, верските заедници, веројатно е кокетирањето, голем кој го плаќаме да кажеме со верските челници, верските празници и така натаму. Исто така мислам дека ни се одрази врз бројките. Мислам, меѓутоа сето тоа ако го оставиме на страна, и власта и опозицијата со 15 јули мислам дека треба да бидат како датум задоволни, затоа што очигледно ВМРО-ДПМН си го доби тоа што сакаше, да не биде почетокот на 6. Моето прашање господин Даштевски, вчера Мицкоски на пресконференцијата што ја споменавте, рече дека има два услови: здравствени протоколи и наблюдувачите од ОПСЕ и ОДИХР. Меѓутоа вчера кажа, имаше забелешка дека во соопштението на ОПСЕ ОДИХР дека се подготвени да дојдат на 19 јуни целосно да ги наблюдуваат изборите. Тој рече дека станува збор за оценувачи и наблюдувачи, дека е тој незадоволен. Денеска го прифати 15 јули. Дали се овие услови исполнети, иако од вчера до денеска ништо не се промени? Само ако може нели малку да, пошто ви имаше право на реплика со говорникот, јас апсолутно не се слагам дека комисијата си ја завршила добро работата. Не може да се обвинува народот. Ако не ги спроведува тој што треба да ги спроведува мерките, ќе се преземат мерки да ги спроведува, а контрадикторно на тоа, значи дека не се спроведуваат мерките, не се укинуваат целосно. Може да се заселат или да се ослободат, а не да се укинат мерки. Ние ги имаше многу критика кон Министерството за внатрешни работи, самиот министер. Некој направил сообраќајка, одговара за сообраќајка и се спроведува. Комисијата не ги спроведува мерките за на ваше знаење. Друго што не ги спроведнав, неједнаш може да ви упаднам 10 пати бидејќи не кажате ништо. Меѓутоа рековте спроведување, не ги спроведува комисијата ни за консензус за изборите ни за друго. И затоа само да докажам. Добро, само внимавајте, не ги спроведува комисијата мерките. Апсолутно да не потрошиме целата емисија на комисијата, не се согласувам и мислам дека треба да се ако не да се даде оставка, да се стават експерти. Гледаме, има луѓе кои кажуваат паметни работи. Сега да не ги броиме, да не правиме реклами, е пановски, не е политички, дават паметни работи и он го кажа тоа, бил директор на Фонд за здравство. Да, но тоа е Советова комисијата и неговото мислење го истава комисија. Затоа викам, не мора цела комисија. Нека се сменат, нека дојат луѓе што разбираат, бидејќи не само Пановски, и Даниловски, и другите, сега да не испадне нешто
со партиски ова, комисијата треба да биде професионална. Затоа што не беше цело време професионална, сите сме свесни, затоа се случија многу лоши работи. Сега да кажам за законот, пошто се врати господин Тимер Селмани од почетокот, ја ќе ви кажам во декември како се договорија. Се договорија сите партии заеднички да биде 12 април и тогаш нели се распушти парламентот. Како можете вие сега ултиматум да поставувате? Ќе бидат на 14, ќе бидат на 21, ќе бидат ако сакаат нека не одат на избори. Значи не може, ако сте се договориле на 12, а зошто не може? Затоа што е спротивно на изборниот законник и спротивно на уставот, на членот 67 од уставот, каде што вика дека председателот на собранието распишува избори за пратеници и избор за председател на републиката. Истото тоа го вика и членот 12 од изборниот законник. И поради тоа не смее ДИК, како што видовме овие денови, подпредседателот да можеше. Меѓутоа, согласно со член 30, ќе кривично ќе одговара, ако ги спроведе изборите спротивно на изборниот законник и на уставот. Значи, сега повторно треба да се согласат партиите, и затоа викаат овие консенсус, да се дојде до консенсус, и председателот на собранието, бидејќи пишува и во изборниот законник и во уставот, да донесе нова одлука за изборите, не мора да се состане собрание. Да, господинот Джафери потврди дека кога има договор и значи тој сега тоа има ќе го и стори, сега му ќе донесе акт за спроведување, сега можеме да ги спроведуваме. Значи тоа беше пречката каде што опозицијата знаеше дека тоа мора да се случи, ако не се случи, ќе бидат против законот. Сепак на тоа претходеше политички договор. Да, сега околу условите вчера кои ги изнесе Мицковски, а денеска сите држави, 53 држави кои пола ги одложија изборите поради овој втор бран кој ги поводи повеќе од првиот бран државите, имаат наблюдувачка мисија на ОВСЕ. Значи, затоа и беше се согласи ВМРО на 15, бидејќи ОВСЕ објави дека на 5 ќе дојде. И затоа не можат на 5 да бидат, ниту на 8 изборите. Како они ќе дојдат и изборите да бидат. И затоа рекоа 15 во средината на мандатот, затоа што они рекоа ќе останат 22 дена. ОВСЕ одиха разбори. Одиха да, наблюдувачката емисија. Наблюдувачка, не само тоа, таа е за нели демократизација на институциите, да, владење на право. Тука се одиха значи, затоа мора она да дојде, ние имаме канцеларија на ОВСЕ, меѓутоа тоа е за други работи, за безбедност и соработка, нели? Тоа значи ОВСЕ. А ова е за демократски институции и за владење на правото. И сега не можеме ние на 5 или на 8 да спроведуваме или на 12 се ценкаме кога тие доаѓаат тогаш и денеска имаше изјава од ОВСЕ, мислам дека и на Телма ја гледат. Значи изјава во која они тврдат дека не може да имаат краткорочни, долгорочни како што има многу наблюдувачи. Да, но ќе се прилагат но многу е важно рекоа дека веднаш после изборите ќе дадат извештај. Све што се како што секогаш прават, само што ќе немаат овие голем број на наблюдувачи на избирачките места. Туку ќе бидат 8 души, претпоставам председател и тоа се постојани. Постојани кои ќе бидат надлежни за изборните единици, бараат консултант за изборна проблематика, портпарол, правник и така натаму. Тоа е вообичаена практика, ништо не е. Сакам да кажам, подобро да има ОВСЕ. Не, јас ве прашувам таа изјава од вчера е. Ама еве ви кажам, јас што мислам сега, ја не можам да влезам во главари, ја ви кажам, значи Белорусија е единствена држава во Европа, па и во Евроазија, бидејќи Азербејџан и други држави, Грузија, од Азија се земји членки, Турција, на Советот на Европа, Белорусија не е, бидејќи има, нели, тоталитарен режим. Секогаш повикува мисија на ОВСЕ ОДИХР за да бидат, да се сфати дека навистина тие луѓе гласаат за тоа што гласаат. Меѓутоа, ви велам, не беше ништо спорно. Вчера Мицковски, да ве повторам, рече, станува збор за мисија на оценувачи, не наблюдувачи, а денеска вели да условот е исполнет. Значи, условот може да се повторува мисијата. Сега не сум ја слушал изјавата. Мисијата доаѓа, мисијата доаѓа и подобро е да имате мисија на ОВСЕ. Видите, јас сами рековте дека сум учествувал во работата на ДИК, така. Значи сите партии, еве сега ќе кажам, да ви кажам еден пример. Еден пример да ви кажам само. Сакам само да ви кажам дека ништо не се промени од вчера до денес. Ќе ви кажам што е променето. Еве сега кога нели имаше ОВСЕ, да кажа, мисија на ОВСЕ и ОДИХР и шефот на мисијата, ја бев задолжен за комуникација со ОВСЕ.
И секоја работа што се случуваше, јас морав да им јавам, сега дојдоа листите, сега Да, ги тие донесоа. присуствува и на вашите Кога седници. понесоа жалби, дуи на изборниот процес имаа жалби, јас му се јавам пошто ги понесуваат во 5 до 12, да кажеме до 12 рокот. На шефот на ОПСЕ му реков во 12:05 поднесоа да вика знаеме. Од кај да знаете? Па дојдоа они кај нас и ни кажа. Затоа е важна мисијата на ОПСЕ, затоа што сите действија ќе бидат пренесувани и не може Знаеме, да вие... господине Даштевски, Ако моето знаете што прашање прашава. беше што се промени од вчера до денеска. Мицковски вчера да вели дека се наблюдува, дека се само оценувачи, Мицковски е тој што го предложи терминот 15. да прифати и да каже дека тој услов е Значи, две работи има. Он рече исполнет. дека мора да има мисија на ОПСЕ и дека протоколите, најважни се животите на луѓето. здравствените протоколи. Здравствените протоколи. Кога сме кај 100%. здравствените протоколи, сите апелираат дека мора да има, да се донесат. Министерот Филипче рече дека тие се познати, дека тие ќе ги исполнат своите обврски, но колкави се ризиците пред се за изборната администрација? Таму веќе има некои најави, некои од администрацијата се плашат да членуваат во избирачките одбори. Како тоа би се решавало? Значи, предпоставувам, не сум бил во тие разговори директно, не сум чул и затоа викам предпоставувам. Инаку, сигурно дека не било воопшто спорно во сите тие разговори, преговори кај председател на државата, дали ќе има мисија на ОПСЕ и дали ќе има протоколи. Како не било спорно, сега треба да ме прекинувам со сила. Не, па се тоа извинувам, беше ако еден беа од изборите, ќе немаше условите. опција. Се извинувам, да довршам. Немаше ОСЕ, па затоа Значи, викам ја. Да не се прекинувам. дека се извинувам, да довршам реченицата. Добро, ама на пети рекоа Се дека извинувам да довршам реченицата. Ако. Дента кога господинот Мицковски излезе да каже дека бара да биде мисијата на ОПСЕ да наблюдува и да оценува, неколку часа пред тоа, пред таа изјава, ОПСЕ имаше објавено веќе конкурс за прием на наблюдувачи, односно Така рече он оценувачи, тоа, рече тоа. пред пресконференцијата Рече, да. на господинот Мицовски. Така е. Ама пред пресконференцијата. Знам, рече, ме следите? некој еве и ОПСЕ објави и затоа Така, значи никогаш не било и државата доведена во ситуација да спроведе избори нема без комуникација. Да довршам, би се молам. Па нема да ни доврши. еве отидете на Петровец, нема ни еден. Може да довршам? Може. Благодарам. Никогаш не било доведено во ситуација или во прашање Беше дали доведено. да имаме Не, ние точно. мисија на ОПСЕ или да немаме. Не, Таа беше. дебата не била никогаш Беше во цело време. Ако јавноста не била, па имаме- дебатирана. Ќе ви дам Добро, материјал. задржете си го мислата за себе. Ама како не Или било ставо. доведено во прашање, беше доведено во прашање. И втората работа, протокол. Протоколот за избори, ние прв пат се осочуваме со избори во ситуација на пандемија. Ако ние имаме протокол на однесување во ресторан, протокол на однесување кај лекар, протокол на однесување по пат како се движиме, сигурно дека протокол мора да имаме и на денот на гласањето. Ајде во задržа. Тоа е еден од протоколите кои што, нели, Министерството за здравство, односно комисијата каже дека веќе го имат, предпоставам дека или очекуваме сите ние тоа скоро да го објават. Така што овие два услова не, точно. кои што беа ставени протокол да имаме и да имаме присуство на мисијата на ОПСЕ, мислам дека добро е што ги имаме и ќе ги имаме, меѓутоа не требаше и воопшто не требаше да биде предмет толку голема причина да има толку разединување околу датумот за изборите. Ништо не се случи во меѓувреме од понудите 5, 8 и 15. Да, тука ќе значи, јас како да граѓани сега направиме- оценувам. Ништо драматично не се случи. Имаше две пресконференции Случи го, и да. на крајот се согласија. Еве, сите, јас сум поготово среќен, реков кога слушнав пресконференцијата на господин Мицковски, дека он предлага 15. Ми падна камен од срцето, реков, па добро, барем имаме Тука, датум и да, барем, господине, дозволете, господине сигурно Салмани, власта ќе да. удоволат на барањето, затоа што ќе Да, беше да, многу веќе страшно и резултираше и лошо со договор. да имаме избори Морам без, тука малку да без ве прекинам, инклузивност. бидејќи на телефон го имаме Оливер Дирковски, председателот на Државната изборна комисија. Добро вечер. Добро вечер. Господине Дирковски, го имаме датумот за избори. Кој е следниот шекор на Државната изборна комисија?
Па следниот чекор е добивање на решението од собранието, од председателот на собранието и после тоа организирање на процесот, што значи ревидирање на роковникот, да ги испланираме действијата, како да го испераме процесот до крај, до 15 јули, како што слушнавме договорениот датум. Председателот на собранието Џафери рече дека ќе го подпише тоа решение. Утре очекуваме и продолжување на ворената состојба. Колку би требало да трае оваа вонредна состојба? Па јас мислам неколку дена по она што имам како информација, колку да се интервенира заради денот на гласањето во среда да биде и после тоа продолжуваат действијата. Меѓутоа ние техничките активности кои што ги имаме веќе подолго време, ќе ги работиме, останува исто така имаме веќе испланирани действија во смисла на планирање на роковникот, така што веднаш штом ќе престане одредната состојба ќе одржиме седница на која што ќе го усвоиме формално роковникот со кој што ќе се предвидат состанатите би рекол действија до денот на изборите. Денеска имаше состанок во владата на ваше барање. Сте испратиле писмо до владата и сте побарале состанок. Зошто вие не присуствувате на таа друга седница? неодложна обврска, меѓутоа беа таму колегите и заменичката моја председателка. Состанокот беше од техничка природа, каде што ние вообичаено се состануваме со дел од владата за како да го поддржи процесот технички, би рекол, за се она што ни треба. Тоа беше темата и затоа не беше ништо посебно. И во она што ние како барање многу често го споменуваме, тоа е доставување на протоколот од здравствените власти како документ кој што би имал наслов протокол, за да може ние да го преточиме понатаму во наши упатства, инструкции и така натаму до избирачките одбори. Нели министерот за здравство Филипче уште на првата лидерска средба во поширок состав, не сеќам дали вие присуствувате, достави таков протокол за избори, така да таков документ веќе постои? Многу пати јавно кажа, мислам дека и одржа и пресконференција на која што кажа дека има таков протокол, меѓутоа до Државната изборна комисија стигна само еден мејл на кој што беа испратени препораки за гласање. Значи не протокол, препораки. Многу добро знаеме ние дека има разлика во квалитетот на документот. Едно е препорака, тоа е незадолжителен документ, а друго е протокол или на македонски преведено правилник од кој што произлегуваат права и обврски и одговорности. Значи ние бараме таков документ кој што точно прецизно, во кој што точно прецизно ќе бидат наведени одредени постапки. Во она што го добивме на две страни како препораки, премногу воопштено се објаснува постапката, впрочем тоа е она што секојдневно го слушаме, меѓутоа нема прецизно објаснето како ќе се гласа кај лицата кои што ќе бидат во карантин, например, кај лицата кои што се на домашно лекување, во изолација и така натаму, треба точно да објаснат, затоа што ние во Државната изборна комисија, нити нашите избирачки одбори се нити епидемиолози, нити инфектолози, за да можат точно да знаат како да се однесуваат. Ќе треба тоа прецизно да го наведат, за да може ние да го преточиме во нашиот. Кои се најголемите ризици според вас за спроведување на овие избори и што барате точно да биде предвидено како ќе се одвива? Дали е можно да се именува, да ги именувате местата на гласање ако се гласачките места ако не се соодветни? Па ние на подолг период наназад веќе правиме проверка на гласачките места и онаму каде што можеме го изменуваме местото на гласање со решение. Бараме поголеми простори кои што можат полесно да се проветрат, каде што ќе можеме да ја обезбедиме дистанцата на луѓето кои што ќе бидат внатре од избирачките одбори и се разбира од представниците на кандидатските листи, затоа што веројатно во еден момент ќе бидат таму присутни во една просторија над 15 луѓе, 15 до 20 луѓе,
преку цел ден и мора навистина да им се обезбеди простор. Исто така гледаме и пристапноста на самите места да бидат на приземје, на некој поотворен простор. И тоа ќе биде веројатно најголемиот предизвик, како што кажате, да се обезбедат доволно број на такви избирачки места. Најголемата тешкотија ни е тоа што имаме преку 700 места со договор за закуп од приватни собственици и тука имаме сериозни проблеми затоа што тие места се секаде мали со недоволна квадратура, доволно би рекол непристапни се и тука бараме начин како да истите ги замениме. Дали е можно да има некаде избори на отворено 15 јули и пак изборниот датум? Пробаме да обезбедиме и такви места. Тоа е најверојатно можно кај местата со мал број на гласачи. Доколку е изводливо да го направиме тоа, се разбира да ја обезбедиме, треба да внимаваме на тајноста на гласањето и на сите други елементи, додека во училиштата секаде каде што има можност да се искористи спортска сала или ходник, ќе го правиме тоа за да може да ги организираме како што треба овие избори. Ви благодарам, господине Дирковски, за вклучувањето во топ тема. Го слушнавте председател на Државната изборна комисија, значи здравствените се најголемите предизвици. Туку што сакав некои работи што ги кажа председателот на Државната изборна комисија да ги кажам, затоа што ги кажа и неговата заменичка пред некој ден. Мислам дека и он не ги слушнав од него, меѓутоа веројатно ги кажа. Значи, цело време тоа беше причината. Сега не смееме никако да ги минимизираме тие работи и сега, иако се договориле за датум. Значи, здравието на граѓаните е најважно. И тоа цело време го повторуваше и Христијан Мицковски, председател на опозицијата, да не се лаже. Сите го повторуваат. Да, го повторува, Даштерски. поради тоа се одлагаше господин. И сега фактички ова што го кажа он, тоа е точно, го кажа неговата заменичка, дека протоколите не се стигнати. А тоа е многу важно, без тоа не може да се одржат изборите. И затоа треба да има консенсус. Да се договора, да се вклучи и другата партија, да стигнат протоколите и нели ќе мора да се изгласа измени и дополнување со уредба со законска сила на законот за изборите, како што каже да се гласа до 21, да се гласа во среда и така натаму, некои работи што ги нема во изборниот законник, а мора да бидат имплементирани, не само што мора, туку се многу важно. Дали тоа значи дека ВМРО ДПМН како опозицијска партија ќе предложи свој протокол? Не значи него со таа соработка побрзо ќе се остварат протоколите. Што сакав да кажам? Истото го каже и председателот на ДИК, каже и подпредседателката негова, затоа и она не подпише. Можеше и она да подпише вчера, ама не сака да го крши изборниот закон. Затоа што тоа не е нивна работа. Видовме што прави председателот на собранието, видовме што пропишува изборниот законник. Значи, треба тоа прецизни протоколи да бидат. Значи, ви кажувам од лице место, истото веројатно го виделе и они. Да, ни го кажа Дирковски, дека многу по-детално. Еве што прашавте за избирачкото место. И да се знае чија одговорност. Значи, за избирачките места. Има избирачки места, бидејќи сум бил на илјадници избирачки места, јас сум почнал од Кути, па 3 пати член на Општинска изборна комисија, па на ДИК. Така да знам како функционира тоа во суштина. Значи, имате вие местни заедници каде што нема ходник. И тука масата можете да ја ставите во двор на местната заедница и да се гласа. Меѓутоа имате училишта каде што има по 5-6 училници или 10 училници каде што се гласа. И во тој протокол према здравствените правила и правилата на Светска здравствена организација треба да се пропише колку луѓе може да влезат. А на почетокот нели на влез во училиштето имате полиција и таа треба да има некоја функција ако влезат, ако пропишано 50, да не го пушти 51-иот додека 49-иот не излезе од таму. Значи, па ние веќе се навикнавме да чекаме 35.000 луѓе, ви кажа, 35.000 луѓе учествуваат во избирачки. Тоа се многу луѓе. Значи вие во секој момент без гласачи ќе имате од 10 до 12, како што кажа, луѓе во просторијата, а некаде имате по 2 до 3 кутии внатре во просторијата. Значи мора да биде пропишано дали
тие двајца сами ќе гласаат или додека гласаат они ќе може уште двајца да влезат, Или да се еден по обележи еден со ќе линии влегува. една позади друга на метар и пол, како ќе стојат другите гласачи кои доаѓаат, за да не се доближуваат повеќе од метар и пол, 2 метра до себе, да не се испозаразат, бидејќи е масовно тоа одзивот. Вие гледате и самите дека и покрај овој датум има опасности да се намали излезноста, што и беше и целта на владеачката партија, затоа што помал одзив, толку помали шанси за победа на било која партија. На било која, Па на зашто било тогаш која, биче. одзивот, значи, Како ќе се одрази одзивот- да според вас себе го да Видете, се одзивот ставот многу како значи само мислам Ама една реченица дека се насмеа, па тоа Па се кај знаете, вие сега да ви што ќе кажам што излезат, се ќе ми апетирате мислата. кои ќе излезат и како ќе гласат од напред. Само да ви кажам, победникот го секогаш го одредуваат неутралните гласачи. И најмногу тие неутрални гласачи се плашат од пандемијата. Значи, тие најмалку ќе излезат, а тие го определуваат победникот. И затоа го кажав ова што го кажав. Значи, ако немате искуство во избори, не треба да ви ова смешно. Немам избори. 11 избори сум учествувал. Работи, ама за жал така е, сега што да правиме. Како ќе се одрази на излезноста? Целава очекуваме здравствената дека криза, ќе биде факт е помала. дека ќе има. Многу е логично дека нема да биде таа излезеност која што сме имале сите изминати години, поготово на претседателските избори, односно парламентарните избори. На локалните избори сме имали и помала излезеност, некојаш дури под 40% во одредени општини. Меѓутоа парламентарните сме навикнале да бидат некаде 50 и 60, 65, 70 и така натаму. Веројатно еден дел од граѓаните со право ќе се плашат и покрај уверувањето на властите, Државната изборна комисија, Комисијата за заразни болести и така натаму дека ќе биде безбедно и очекувам дека ќе биде безбедно и навистина ако ние сите се придржуваме кон протоколите ќе биде безбедно, меѓутоа одреден процент на граѓани, на луѓе едноставно ќе се плашат да излезат и нема да излезат да гласат. Меѓутоа посакувам тој процент да биде низок, мал и да не влие врз кредибилитетот на изборниот резултат. Која од партиите повеќе ќе губи со помала излезност? Јас не сум гатач да Добро, според предвидувањата, гласачките, нити на не можам да видам да гледам на фиџан кафе. Гласачките тела, постојаните. Не. Ова е на вистина воредна ситуација. Воредна ситуација, бе татко ми веројатно нема да излезе да гласа. Или многу татковци, повозрастните луѓе дека едноставно од страв дека за нив ризикот од можна хипотетичка инфекција е многу поопасно него за било која друга помлада, да кажеме, возраст. Меѓутоа, најголемиот ризик е да ги усвоиме протоколите како држава, а да не ги спроведеме 100%. Ако ги спроведеме 100% протоколите, нема да има ризик. Ако се уверат граѓаните дека секој што има право на глас може да се отиде да се излезе да гласа и да не биде доведено во прашање неговото здравје и така натаму. Меѓутоа однапред никогаш не би знаеле и никој не може со сигурност да знае дека ако имаме 2 или 3% помалку излезеност, дека ќе изгуби СДСМ, ќе изгуби ДУИ или ќе изгуби ВМРО ДПМН. Предпоставам дека таму каде што има повозрастно гласачко тело, таму ќе има поголем процент на воздржување од излезеност. Тоа се некои очекувања кои што, од слободен разговор со многу граѓани, тоа сум го дослушал. Меѓутоа, стравот исто така кој што се наметна на почеток дека е време за одмор и дека нема да бидат луѓето тука присутни, мислам дека и тоа баш премногу нема да влие, можеби одреден процент на луѓе да ќе излезат од државата, затоа што е 15-7 месец, меѓутоа очигледно ова година семејствата во најголем процент ќе си останат дома каде што сме тука и сепак подобро 2% 3% поени од гласачите кои што сме ги имале и да не излезат да гласат, нема тоа драматично да влијае на изборниот резултат, да имаме сигурни, безбедни избори, кредибилни избори и, што е многу битно,
функционални државни институции со легитимитет, кредибилитет кои што ќе излезат од тие избори. Мислам дека Ако, тука е ако имаме фер демократски успешни избори, секако основата нормално на демократското функционирање. Инаку ние станавме една од ретките држави каде што немаме парламент и владата работи и како екзекутивна власт и како законодавна власт, која што во суштина е сериозен, да кажеме, сериозна загриженост за секој граѓанин дека владата, односно власта, така многу лесно може да забега. Едноставно Уставниот суд гледаме дека не е во можност ниту да ги следи до крај сите закони, односно сите уредби со законска сила, ниту да ги оценува, ниту да информира јавноста што се случува на дневна основа со сите тие закони, односно уредби со законска сила, кои што влијат врз животот и во демократските права на секој од но нас. очигледно со оваа свест на нашите политичари ќе чекам уште долго да создадат институции кои самите прво ќе ги почитуваат, а после сите граѓани, да, секој избори тоа го очекуваме. Затоа како никако граѓани, да го добиеме, да. без да идеме дали некој повеќе е ДУИ, ДПА, ВМРО или СДСМ, како граѓанин на Република Северна Македонија, ни се неопходни избори за да имаме вистински демократски институции и влада која што ќе излезе од Тоа велам, тие никако избори. да ги дочекаме вистинските демократски институции. Господине Даштевски, колкав е ризикот за изборната администрација? Веќе имаме, мислам дека заменичката дополнителна министерка за информатичко општество и администрација излезе и рече дека луѓе се плашат да членуваат во избирачките одбори. Како тоа ќе се реши? Јас мислам дека, бидејќи тоа е работа на ДИК, на Државната изборна комисија, и тоа треба веднаш да интервенира. Значи, ако некој од тие избирачки одбори е позитивен или не сака да учествува, тогаш тој треба да се казни, а ДИК е таа која ќе избере нов член. Така Доколку одбијат, следува казна според законот или само ќе бидат заменети? Па следува казна, затоа што мора да учествуваат и тоа ќе си се води посебна постапка, меѓутоа мора да се пополни тоа, не можеме ние да не одржиме избори. Така што веројатно они ќе најдат начин како да ги заменат. Јас претпоставувам дека има многу луѓе сега, барем ние, тоа не ни фали администрација, да се изберат луѓе од администрацијата. Она што мене ме плаши реално и што малку го почна да го зборува соговорникот е дека јас се сомневам дека има шанса, по она што го видовме до сега, не дека од сега натаму, да се фалсификуваат изборите. Затоа што нели имаше предвремена кампања која е забранета со закон, со член 8а. И тука пишува јасно што е забрането. Сето тоа што е Па ќе ве потсетам дека надлежните институции Добро, како Државната изборна комисија не реагира. Вие ако видите слика, ако видите снимка, вие видовме снимка како подпредседателката на влада без ракавици дели во Скопје, во други градови во Македонија, дели флаери. И автоматски после тоа една цела плејада на функционери се заразија затоа што почнаа предвремена кампања. Не мора да одлучуваат, они сами И си друга партија сами си ги ставаат практично слики. почна Значи видовме некаква снимки кај што се кампања. дели хуманитарна помош, односно помош. Тоа тоа е забрането во кампања и дели помош. никогаш во вакви масовни случаи не било. Имавме воредна состојба, не кампања. Ако сме имале, има сега зашто имаат избори. Да после изборите владата што ќе дојде редовна, која ќе биде нормална влада, да се справи и со економската состојба. А не да се дава сега помош понижувачка од 3.000 до 6.000 за да луѓето гласаат за таа партија. Тоа е јасно, па не сме ние толку наивни. Ми сметате на платежните картички дека Па да, сметам на платежните. Тоа е премногу мала помош, меѓутоа не е важно. Знаеме. Но во сите држави даваат помош директна на Знам дека граѓаните даваат, меѓутоа сега сме заради ние кризата. изборна кампања пишува што е изборна кампања и која има прекин кампања. Така што подобро е да се обезбедат услови да се одржат изборите, па да се дадат 12.000 ако може, не 6. 12.000. Вие во Сметате дека треба да се наводно мерките нели овие само сите да кажам. мерки да се одложат за после Нели изборите? мерките не ги почитуваат граѓаните, така? Да. Вие во тоа непочитување на мерките воведувате пензионерите бесплатно да се возат. А сте им го укинале тоа право 4 години. Па нели вие тоа Укинато политички е. сега да не се прави?
Ама сега пак е дозволено. Пак е дозволено се Кога е? возат Не два сум пати информиран. неделно. Господин Значи, па Кукината. гледайте малку повеќе, информирате се. Значи, дозволено е два пати неделно пензионерите кои се најризична група, сега е дозволено. Да. на 10 дена, Ке да се направиме возат пауза за реклами, во кога автобуси. провериме ова што го тврдите. Избори на 15 јули, датумот е договорен, влегуваме во предизборен период, што не очекува, дебатираме со Имер Салман и Александар Даштевски. Го слушнавме господинот Даштевски, има ли кампања? Па, прво не сум тој што треба да кажем Господине дали Салмани, дали има не кампања видиме. или не. Значи, вие рековте дека Државната изборна комисија немало до сега излезено со став дека некој од политичките партии го има прекршено, да кажеме, молкот, односно ние сме во специфична ситуација, прашање дали во овој период политичките партии не смееле да се рекламират, затоа што беше смрзната целата ситуација на изборниот процес. Дали Дуи води кампања? Имавме под наводници редовно враќање кон редовна ситуација. По таа логика што господин Даштевски кажа дека некои од политичките партии делеа флаери, може да се каже да Дуи даде еден предлог, фрли една идеја во јавноста за премиер на влада Албанец и сето тоа дигна толку голема врева. Сега е прашање дали тоа е кампања, дали е тоа став, дали е тоа изјава политичка. Значи, едноставно, мислам дека е исклучиво Државната изборна комисија е таа која што треба да оценува дали некоја политичка партија ги има прекршено правилата или не. Политичките партии за тоа постојат да излезат со своји размислувања и ставови околу сите случувања. Па, вклучувајќи и изјавата на Али Ахмети, кој што имаше пресконференција и кој што ја даде таа изјава. Сега, некој смета дека тоа е вовед во политичка кампања, он сигурно да го праша, ти каже дека дал само политички став. Мислам дека не треба со сето тоа ние тука вечерва да дебатираме. Единствените билборди низ градот се оние на Дуи, Албанец за премиер. Да. Зошто Дуи не ја споменувате дека води кампања? Па не ја рекол за сите партии се однесува тоа, не само за Дуи. Не, од ова што го затоа сега ги кажам, го затоа што сега имате вие веќе не знам 50 приговори, можеби повеќе, можеби помалку од ВМРО ДПМН за предвремена кампања и за типот како што знам не одлучувала се уште Државната изборна комисија, меѓутоа сигурно не се поднесени така без везе. Сликите кои излегува и веројатно се користени од тие приговори се самите кандидати за пратеници на СДСМ пуштаат слики дека тие делат флаери, собираат групи но на луѓе. немате приговори, по пазари, приговори за Дуи немате. Не, Дуи, тоа ви зборува. Значи, втора партија која поднесе приговори е Левица. Дуи не поднела приговори. Не, ВМРО ДПМН не поднела за Дуи. Не поднела, што да поднесе? Затоа што предложила премиер Албанец. Па не ли е кампањата? Па, не знам дали е кампањата. Тоа не е кампања. Па не е кампањата. Тоа е кампања, меѓутоа не е кампања за приговор. Политички став. Ќе прочитаме што не треба да се прави. Не смеа да се вршат исплаќање на плати, пензии, социјална помош или други исплати, материјални Да, ресурси. добро, не сме Да се започне постапка за вработување на нови лица. Вие пред неколку дена имате изјава од градоначалникот Шилегов дека вработува 50 луѓе, он рекол дека тоа било старо, овде ви пишува и да е старо, мора да се стави во мирување, освен во случај неодложни така. Значи тоа е кампања што ја пишува овде, ја за таа кампања зборувам. Не зборувам за кампања рекле ќе биде премиер, па овие може ќе кажат не, ние сакаме премиер и што и тоа ли е кампања. Па се знае премиер кој дава премиер тој што нели ќе победи на изборите, му се дава мандатот. Сега знаеме како беше минатите избори. Ако не може да се остави влада, ако мора да прави коалиција со нив, ќе преговара. Ако се договорат добро, ако не се договорат, ќе преговара со другите. Ако не, ќе организираме нови избори, тоа е тоа. Како вам ви изгледа оваа, да ја речеме, став или идеја на Дуи Албанец за премиер? Па не знам, јас многу ме прашуваат тоа, јас мислам дека
тука можеме да се најдеме на иста линија, дека премногу касно ја кажа ова идеја, тоа се прави претходно, па се прави ако се коалицира со некоја партија. Нели секој ДУИ се оди посебно, СДС се оди посебно, ВМРО ДПМН се оди посебно, има Алијанса за албанците и кој бе уште? Алтернатива. И фактички не знам кој колку гласови ќе освои, како што делува ситуацијата, дека во албанскиот блок има колку ќе има ДУИ, толку ќе имат и другите албански партии. Така што може да се договорат да направат со нив коалиција, не мора да значи дека со ДУИ ќе биде коалицијата и таа идеја да биде неактуелна за јавноста. А од друга страна, нормално е, тоа е, како да кажам, не е тоа експлицитно како што ги пишува овие работи, туку е тоа скриена кампања. Затоа што они викаат сакаме премиер Албанец, мене ми делува тоа дека на тој начин сакаат да го привлечат елаборатот, ама по кој од овие основи да се поднесе приговор? Електоратот. Значи, по кој од овие основи да поднесете приговор поради тоа не можете, меѓутоа од друга страна ДУИ цело време игра на таа карта. Ќе воведеме јази, ќе направиме ова, значи не се грижат за основните проблеми на граѓаните. Гледаме дека обеќаа на многу места, не знам, канализација, атмосферска, ваква, таква, обеќаа патишта и така натаму, туку играат на картата на национализмот. И сега ја нарече популистичка и националистичка кампањата. Остварија многу од тие работи, бидејќи мора да ги остварат затоа што беа потребни за нивните гласови, за многу одлуки кои ги се донесоа и гледаме дека има многу функционери кои што се од редовите на ДУИ, да кажеме претседателот на собранието беше од ова. Сега не знам, не можеме да кажеме во судство дека се од нивни редови, меѓутоа се нивни предлози. Председателот на Уставен суд, председателот на што беше Врховен суд, не беше тоа народниот случај правобранител, и во јавниот владата правобранител. на ВМРО ДПМН. Секогаш по пржинската влада, нели пржинска влада, министер за надворешни работи до периодот на изборна влада, односно до конституирање на собранието, ќе биде од редовите на ДУИ, односно албанец. Така што ги остварија сите и сега ако дојдат у ситуација да биде некој во тесно, можеби ќе прифати таква понуда да биде премиер албанец, да не нормално да освои власт. Или ВМРО ДПМН. Ние сега овде не треба да правиме разлики на етничка основа, затоа што гледаме што се случува во Србија. Во Србија Вучич победува 4 мандата. 2 пати Дачиш. Добро, да ја оставиме Србија. Не гледам зошто би се споредувале. После 2 години направија избори, кога заекна. Тој го смени Дачиш, он стана. Така што може да стане премиер, па после може да го смена. Тоа не е толку, мислам, од витално значење сега што предложиле они да биде премиер албанец и гледаме дека го форсираат секој ден. Значи, сметаат дека ќе ги освојат тие гласачи на тој начин, односно ќе добијат поеника и тој електорат на тој начин. Тоа е нешто што мислам дека е нивната цел. За тоа ме прашате вие, така? Да, но велите дека ВМРО или ДПМН, доколку бидат, како рековте, ВМРО ДПМН или ВМРО или ВМРО ДПМН или СДСМ, доколку бидат доведени во тесно, би можеле да го прифатат тоа? Не реков ни една ни друга, не ја спомнам. Некоја партија реков, затоа што Па нема други партии, не сме Србија. Па да, ама знаеме за минатиот пат кој прифати, така што нели имаше шанса да, ако се прифатија тие работи, да формира влада и ВМРО ДПМН, бидејќи победи на изборите. Да, но тие дури се формираше против уставот. Не, знаете што, затоа што заебеќе се изјасни дека е ова националистичка и популистичка кампања. Од ВМРО ДПМН не слушнавме така, па дури се шпекулира дека има и договор меѓу. Не, рече дека оди како шпицен кандидат, како не сме слушнале уште не, реакција за албанец за премиер. Нема реакција, меѓутоа шпицен кандидат, значи он не е ни на листа за да директно се кандидира на функцијата премиер, да не ја користи позицијата пратени. Ако некој биде пратени, да се знае кој ќе биде тој, кој ќе ги представува граѓаните, а не да биде пратени па да отиде у парламент. Добро, кај не Мицковски. Да, мислам дека ме разбрано дека е тоа одговорот. Понудата на ДУИ или ова што е актуелно нивната предизборна понуда за премиер албанец, очигледно дека е таа добра смислена стратегија на ДУИ за овие избори. Самиот факт што сите медиуми секој ден
пишуваат, зборуваат и така натаму, ја постигна целта Дуи. Тоа што сакаше да афирмира една голема идеја и претпоставам дека одреден број на гласови плюс ќе добие на овие избори сега. Значи успешно го мобилизира само со таа понуда, без разлика дали, како и на кој начин ќе се оствари или нема да се оствари. Тоа е првиот момент. Вториот момент, многу битен, е дека политичките партии опозициони на албанците, значи зборувам сега за ДПА, за Алтернатива, Алијанса, БЕСА и така натаму, имат право да се посомневат во искреноста на ова понуда и тие веднаш реагираат дури многу побурно од политичките партии како што се СДСМ и ВМРО ДПМН. Значи, ја отфрлија или веднаш ја дочекува непозитивна ова понуда, сметајќи ја како популистичка, дури и манипулативна ја нарекоа, затоа што таа понуда не беше дадена далеку пред изборите, односно пред да се достават листите, да се направат коалициите, туку таа понуда се дава исклучиво од една политичка партија и тоа пред самите избори. Меѓутоа, легитимно и легално е Дуи да даде понуда каква што мисли дека е најдобра за да добие глас повеќе. И тука треба сите да се согласуваме, никој нема право да ја оспорува таа идеја. Значи, идејата и понудата е легитимна. Коментар може да даде секој, меѓутоа пак оценувам лично дека Дуи со таа понуда успеа да ја анимира јавноста и да се зборува секој ден по јавноста и по медиумите, така што тие дел од целта, без разлика колку пратеници ќе освојат, тие дел од целта веќе има добиено. Од друга страна, се плашам дека кај одредени националистички, да кажеме, делови од општеството и од едната и од другата страна, ова идеја предизвика бура на несакани реакции. Во смисла дека, поготово во социјалните мрежи, дека албанец никогаш не може да биде премиер, не може така. Значи, се разгори еден јазик на омраза, говор на омраза, кој што во секој случај последните неколку години успеавме некако да го оставиме некако зад себе. Да, но кога настапувате со таков етноцентризам, нормално е дека има. Ова понуда успеа, значи, и кај албанците, и кај македонците да донесе една комуникација несвојствена за нашето општество. Посакувам и сакам да ова престане, значи, затоа што не треба да се исклучува албанец да не може да биде премиер, затоа што тоа не е санкционирано ниту со устав, ниту со закон. Мандатарот е ствар на договор помеѓу политичките партии кои што добиваат или формираат мнозинство. И минатите избори бил предмет на преговарање председател на собрание. Можел да биде предмет на преговарање, договарање и мандатар за состав на влада. Ништо невообичаено. И да се исклучува однапред дека албанец не може да биде добар премиер е невкусно, непрофесионално и не во компатибилност со нашето политичко и социјално општество и етничко општество. Меѓутоа, ниту преднакот само албанец дека го прави добар премиер, истото не важи. Типичен пример, јас го кажав и пред некој ден, Талет Џафери дојде како договор од 2017 година. Со многу желба или со малку желба СДСМ го прифати, се гласаше и така натаму. Меѓутоа, Талет Џафери покажа и докажа дека е добар председател на собрание, не затоа што е албанец, туку затоа што е спремен, затоа што ги почитува протоколите, правилникот, уредбите, законите и така натаму и досега е еден од најуспешните председатели на собрание. Така што премногу големата игра околу етничкиот предзнак не и носи ништо добро на државата. Ниту е здраво за демокрацијата во нашата држава, а најмалку политичките партии, политичките лидери и политичарите треба ова карта да ја користат за ситни политички поени во една ситуација кога ние како држава се стремиме да бидеме и членка на Европската Унија.
станавме членка на НАТО, треба да бидеме и во Европската Унија веќе внатре. Значи, овие изми треба да ги оставиме на страна. А сето останато, преговарање, договарање е легално и легитимно. Како што прв пат на овие избори ние ќе имаме една предизборна коалиција македонско-албанска, СДСМ со БЕСА, што беше можеби досега или доминатите избори несвојствена, невидена и така натаму, ама еве, значи тој мраз се скрши, успеа да се направи една таква коалиција и ништо чудно следните избори, ако има поголемо здружување на основа на иста политичка понуда и платформа, да се излезе и со премиер со име презиме. Јас би сакал да биде тој премиер, ако треба да го гласам, без разлика дали е македонец или албанец, да биде и со име презиме, затоа што на крајот на денот одлучувам и врз основа на карактеристиките на личноста кој што досега дал или не дал, или што дал за ова општество, а не само заради тоа што бил македонец завршува името на Ф или на Ски, или албанец од некаде од Западна Македонија или од Скопје. Така што посакувам да ова дебата биде на поквалитетна основа, вистинска дебата и да не води напред. Меѓутоа, во моментот е повеќе и така и се пласира како провокација, како доказ дека го видовте може тоа да на имаме Калето. добра дебата е коалицијата, здрава дебата, со надминување на тие етнички бариери е коалицијата со БЕСА и со СДСМ и со сите останати политички партии во коалицијата кои што се внатре. Меѓутоа, пак викам, легално и легитимно е ДУИ да даде една политичка таква понуда. Медиумите и останалите политички партии се фатеа на јадицата и сега јавноста секој ден се соочува со таквите, меѓутоа не само јавноста, со таквите дебати, туку и социјалните мрежи, кои што ценам дека е една голема опасност скриена понатаму, да се заострува, да се заострува, која што може да се заострува јазикот на омраза и сето тоа што го читаме по Facebook, по Twitter и така натаму, кој што сигурно дека е далеко од демократско и далеко е здраво за нашата држава. Очекуваме вклучување пресконференција во ВМРО ДПМН, каде што заседава на високото тело на партијата Централниот комитет и најавено е обраќање на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Се надевам дека до крајот на емисијава ќе можеме да се вклучиме. Продолжуваме натаму, додека разговаравме, добив порака од градоначалникот Шилегов дека дефинитивно е укинато бесплатното возење во јавното сообраќајно предпријатие во Скопје за пензионерите. Добро, тоа е. Рековме дека ќе провериме и проверивме. Укинато е, така да се држиме до фактите кога тогаш се грижиме за здравјето на повозрастните. Нели беше, да, една недела мислам дека имавме и од кога се олабавија мерките, мислам дека еден ден беше, 2 дена потоа го укина, кога веќе го уведоа, па го укина. Си продолжи и го укина, да. Значи, во моментов не важи, тоа е така. Значи добро, во моментот не важи, значи во право сум бил дека било воведено, па се укинало, така. Делумно. Ајде добре, делумно, ама затоа што се појавија нови случаи на пандемија, не дека да се согласиме. Така. Како ќе изгледа ова предизборие? Каква кампања ќе се води? Ги споминавте социјалните мрежи, таму ли ќе биде битката и каде? Значи, би сакал да кажам во смисла на животите, на здравјето на државата, не треба да се повтори оваа грешка што ја направи власта, што ја видовме со делење масовно. Тоа јас не сум го видел никаде освен на порталите на социјалните мрежи, на тие луѓе што се кандидираат, сами си постираат. И затоа се прошири толку пандемијата, бидејќи ако вие одите со 20 активисти на пазар и таму има уште 50 луѓе, 100 луѓе се собираат. Значи, за здравјето на граѓаните би било добро да се води кампања преку социјалните мрежи. И не треба да заборавиме политичарите, сите учесници. Значи, ова што го кажа, у принцип ние се согласивме со господин Тиме Селмани, само на мене на друг начин ми го поставивте прашањето за тоа дека нели ова би било некој изам, национализам со
Не, ја само ви ја кажав реакцијата вие од рековте дали е СДСМ. тоа противзаконито, ако ова е противзаконито. Јас ви прочитав што е противзаконито и еве и градоначалникот пуштил порака. Меѓутоа, значи, делумно е во право, делумно не е, се воведе па се укина, што е уште полошо, отколку да не се ни воведува. Еден ден. Да, добро, еден ден, затоа што да. следниот ден имаше преку 100 заразени и веќе бројката од тогаш не е спуштена нааму, од под троцифрена. Значи, кампањата е најважна работа. И затоа јас секогаш бев и сега сум јас лично, што ја не сум учествувам во преговорите, да се одржат покасно, за да можат граѓаните да ја чујат кампањата, да ја слушнат кампањата. Како ќе ја Да не слушнат забораваме ние кампањата? дека Видите социјалните... главната работа што се мрежи. случува на изборите е кампањата, значи кој понудата на партиите, што нудат тие. Бидејќи нас сите Ама видите, велат- нема само да кажам, можат да идат на... сите велат дека не чека најтешка економска криза од Втората светска војна па натаму од септември месец. Така што треба да има некој сериозна економска програма да ја понуди за да видат граѓаните дали да гласаат или не. Тоа никој не го зборува сега. Зашто било ова, зашто било она, споредни работи. Ај сега на 15, на 13 никој не зборува што се понудите на партиите и од друга страна Па уште не е почната кампањата, официјално. И ни пред кампања, зашто секој има право да каже што планира економски да им понуди на граѓаните. И затоа се користат овие изми и секој ден, еве, денеска пак Изет Меджиди, ако не беше, пак со тоа премиерот да биде албанец и ова, значи, тоа е недостаток на економска понуда. Значи, треба да се понуди во тие средини каде што се претендира да се добијат гласови, да се понуди програма. Не е сега задолжително дали СДС ќе оди со албанска партија или не, затоа што минатиот пат со помош на некои фактори освоија многу албански гласови, тоа веќе нема да се случи според мене, туку ќе мора да се борат, а од друга страна најслабиот фактор политички кај албанскиот блок беше токму крилото на Касами, каде што нели се подвои и на него му остана ми се чини еден пратеник. Така нешто, а на другата страна остана 3 пратеници кои сега се здружија со друга Зошто партија. мислите дека СДСМ нема да освои албански гласови? Затоа што тоа што го нудеа они, не го остварија. Ја гледаме сега се направи ова пластичарската, нешто се работи во Арачиново и така натаму. Све што им се понуди на албанците, нешто слично како што и Дуи стално нуди некои работи кои се јазик, не знам, функционери, председател на собрание и така натаму. И они нудат такви, они нудеа дури економски мерки, но не ги остварија. Не им ги остварија, сега затоа се работи многу во тие средини, меѓутоа не може тоа да се направи во 5 до 12 и нема да освои и друга причина е што секој си гласа за својот блок, барем кај нас, а сметам дека се уште не створиле услови, они не работеа доволно во тие средини, нема доволно кандидати од тие средини и сега кандидатите кои, нели СДС партија која може слободно портпаролот албанец и други албанци. Сите кандидати што се на листите се од без. Значи, треба да се измеша, треба да бидат мешана партија за да успее тоа и тоа го прават за да освојат колку толку гласови, да не биде сега освоиле 70.000, а сега не можат ни 7. И предпоставувам дека таму тетот, он ќе ги освои тие гласови, кои што треба да ги освои, и тоа ќе биде целиот придонес на БЕСА за СДСМ, што сметам дека е минус за нив, бидејќи на многу места поради тоа ќе изгубат многу гласачи, затоа што нема да помине секаде таа опција, бидејќи другите опции, барем анкетите тоа го покажуваат, се прилично посебни посилни од таа опција која оди во коалиција со СДСМ. Дали се согласувате? Толку многу се кажа и толку така анализа се направи и помеѓу локалните и парламентарните избори, што не би сакал конкретно да реплицирам, ниту да комуницирам. Само сакам да кажам едно нешто, дека светската криза, економска криза, која што светот ја тера кон рецесија, нема да ја одминува Република Северна Македонија, ниту регионот, ниту светот. Така како што е една силна, моćна економија, како што е америчката или било која од западноевропските држави влегува во рецесија и ние таа судбина ќе ја делиме.
Дали некоја политичка партија ќе има поквалитетна, подобра кампања, ќе видиме. Дали ќе има поквалитетна или подобра економска кампања, пак и тоа ќе го видиме. Она што е многу битно за мене е дека луѓето и ценам дека јавноста на големо така размислува дека премногу веќе ниту се палат на кампањите, а ниту веруваат премногу на ветувањата од кампањата. Туку пред се веруваат во тоа што во изминатиот период кога сте имале шанса, сте имале власт во управување, дали е централна или локална, сте направиле за таа заедница, за тој град, за тоа мало или за тие луѓе нешто добро или не сте направиле. Мислам дека тоа ќе биде клучно. Вториот значи, момент, ветување на локално повеќе ниво, ветување на локално ниво и на централно ниво. Членство во НАТО имаме за оние албанците, тоа сега ви кажам, затоа што господинот кажа ништо не е направено за албанците. Посебно за албанците не може да се адресира членството на НАТО. Затоа што членството на НАТО е направено за државата и за сите граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, за албанците поготово, членството на нашата држава во НАТО беше една од главните стратешки барања во сите програми на сите политички партии од ПДП па навамо. Значи, буквално немате албанец во државата кој што не ја посакал или не го посакал моментот кога нашата држава заедно со Албанија, со Америка, со сите европски демократски држави ќе биде во едно големо семејство како што е НАТО. За среќа го доживеавме и тоа ова влада, такава каква што е, некому повеќе ќе му се допадне, некому помалку, успеа да ги направи сите болни компромиси и нашата држава да стане членка во НАТО и да бидеме пред портите за членство во Европската Унија, кое што и тоа е веќе известно. Да се зборува во името на гласачите е премногу неблагодарно, како граѓаните албанци ќе гласат. Ако ги прашате Дуи, сигурно Дуи сака сите албанци да гласат за нив. Ако ги прашате Алијанса, сигурно и тие сакат за нив да гласат. Меѓутоа, повеќе е совеста и свеста на граѓаните поголема веќе него барањата или понудите на политичките кампањи на политичките партии. Сигурно дека поени и гласови ќе има и коалицијата СДСМ со БЕСА, не само заради тоа што има коалиција со БЕСА, тоа може би е плюс додаток, затоа што и на минатите избори имаше, дали некои викат 50.000, некои 40.000, некои 60.000 гласачи албанци кои што гласа за Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, за претседателските избори, да не заборавиме, гласачите албанци беа пресудни за да господинот Пендаровски така добро, убедливо победи на вториот круг. Така што гласачкото тело веќе не е црно-бело и не можете да го буткате цело време во својот етнички скут да си седи. Значи, ние веќе имаме гласачи кои што гласат. Да, меѓутоа почнаме Дуи баш вкрстено етнички и политички. Традиционално зборувам политички. Така што ова кампања јас посакувам и очекувам да биде електронска по социјалните мрежи, значи социјалните мрежи, кампањата лесно може да биде достапна до секој граѓанин преку медиумите, преку вас, преку Facebook, преку Twitter и така натаму, и што помалку пожелно е да биде со директни посети и директна комуникација. Да, веќе е најавено дека нема да има големи митинзи, а и така не ни треба со носење народ со автобуси. За крај, на што ќе се базира кампањата Држтевски? Кои ќе бидат главните теми, вемувам накусо на крај? Сега, нели, кажа господинот Имери дека нели сме легле во НАТО и тоа се залагале сите партии нели во статутот на ВМРО-ДПМН од 93-та. Да, факт е дека можете да прочитате дека се залага за влез во НАТО. Меѓутоа сметам дека цената беше преголема и уште таа постапка не е завршена, ние сме во НАТО. Меѓутоа сега
Преспанскиот договор, Бугарскиот договор не се целосно реализирани и како што ви велат и едните и другите ќе не блокираат за влез во ЕУ, што е нели алијанса која е важна за економијата, за стандардот на граѓаните. Ако не влезете во ЕУ, а од друга страна се бара премногу, се бара сега националноста се бараше, дека нели граѓани на Република Македонија сме и во НАТО. Добро, значи тоа нели, се ќе игра улога, да. На Кајронот, на екранот кога ќе излезат сите се словенец, хрват, бугарин, унгарец и така натаму, само ние сме граѓани на Република Северна Македонија. Македонци сме, господине Даштерски. Добро, не е битно тоа, сега ни го барате јазикот. Јас сум граѓани на Република Северна Македонија. Нели, да немаме македонски, туку да биде службениот јазик во Република Македонија, а веќе тоа е на стаклени нозе и гледате дека се бунат луѓето. Еве, гледате, има и кривична пријава против академик Катица Ќулавкова и што ќе бидат тие луѓе? Она е академик поради јазикот. Ова накусо ни кажувате што ќе биде нацрт. Сосема сме на крај и на вистина 20 секунди. Имаме најголема корупција у историја на Македонија во последните 30 години. Имаме рекет 1, 2, 3, имаме тендери во 4 очи, имаме рекетирање на бизнисмени, имаме рекетирање на фирми, немаме никакви резултати во економијата. Значи ова се вашите очекувања да во а другата страна што кампањата. ќе го зборува тоа треба да каже што ќе направи за да се спречат тие работи, да се зголеми она што го викаме check and balance, значи проверка и контрола на значи корупцијата, економијата и договорите. Ви да благодарам за учеството. Тука е крајот на емисијата, изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН. Гледајте во вистите во 21:30. Пријатна вечер.